Боре Видевски бил тепан од страна на полицијата за да признае дека тие ги убиле Вања Ѓорчевска и Панче Жижовски, сведочеше пред судот Зоран Петковски, првиот сведок на Лупчо Палевски. Бидејќи бил бивши разузнавач, оваа информација му ја кажале началници од ЦВР Скопје лани во февруари, кога бил повикан во полиција на разговор за убиствата, како член на партијата Десна. Петковски, иако знаел дека незаконски, го снимал разговорот на диктафон. Во својот исказ пред судот тврдеше и дека комуницирал со Палевски на 27 ноември 2023 на таен канал на Телеграм, во период кога беше киднапирана и убиена Вања, но пораките ги немал, бидејќи се бришале само 30 минути по испраќањето. Некаде во 54-та минута од снимениот разговор инспекторот Зарински ме праша го познаваш ли Боре, но одговорив потврдно. Веднаш потоа со десната рага покажа дупка во зидот. Десно од неговиот работен стол и ми кажа ете тој е од Боре. И ова не смеам да ти го кажувам, но користевме стари методи за добивање признание. И продолжи со зборовите. Кога влезе Владко ми кажа Боре и Велјо, тие го внесоа во ГПК од каде го превезов. Таа снимка од браната на Боре Видевски ја предложи како доказ, но судот не ја прифати затоа што било обезбедена на незаконит начин. Неговиот адвокат тврди и дека имаат медицински извештаи дека обвинетиот бил тепан од страна на полицијата и затворските полицајци. Со неприфаќањето на снимката, судот го прекрши самиот закон за кривична постапка, затоа што јас како бранител на обвинет имам право на основ на исказ на даден сведок да обезбедам соодветна одбрана, односно да приложам соодветен доказ. Тоа право го поседувам согласно одредбите од законот за кривична постапка. Обвинетите Велибор Манев и Владко Кешишев не предложија никакви материјални докази и ќе даваат само исказ пред судот. Палевски треба да подготви листа на докази и да ја достави до судот. Одбраната на Александар Ѓорчевски, таткото на Вања, ги изведе своите докази со кои тврдат дека становите на улицата Наум Наумовски Борче и булеварот Партизанска веќе биле во сопственост на неговите ќерки Вања и Миња, со што според одбраната мотивот користолюбие не држи вода. Сметам дека работите се повеќе од јасни, имајќи ги предвид сите до сега изведени докази од кои не може да се види ниту да се утврди било каков мотив на кој се повикува јавниот обвинител. Судењето за двојното убиство продолжува за една недела, кога исказ пред судот треба да дава уште еден сведок на Палевски, а ќе треба да се изведуваат доказите кои ги предлага одбраната на првообвинетиот.